Холивудската актерка Дакота Џонсон и фронтменот на групата Coldplay Крис Мартин се разделија, со што ја завршија својата речиси 8-годишна романса повремено, потврдија повеќе извори за списанието People. Овој пат делува како крајот да е конечен, рекол еден извор за раскинувањето на славната двојка. Звездата на 50 нијанси сиво, Дакота Џонсон и пејачот на Coldplay Крис Мартин првпат беа романтично поврзани во 2017 година, а последен пат беа фотографирани пред 2 недели кога се појавија заедно во Малибу на 16 мај. Пред тоа во јануари двојката беше видена како се држат за раце во Индија, каде што Мартин беше на турнеја со својот бенд. Во март 2024 година инсайдер изјави за People дека Џонсон и Мартин всушност биле свршени со години, откако првично се појавија гласини за нивната свршувачка во 2020 година, иако во тоа време не брзале да се венчаат. Кога се појавија гласини за раскинување во август 2024 година, представникот на Дакота се огласи и ги негираше овие наводи, велики дека тие се среќна заедно. Пејачката Джеси Џей откри дека има канцер на дојка во ран стадиум и дека летоска ќе прави операција. И покрај емотивниот период, забавна како и секогаш, таа кажа и шега на своја сметка, односно дека по операцијата ќе се врати со нова музика, но и со поголеми гради. Во емотивна објава на Инстаграм, пејачката Джеси Џей откри дека е диагностициран канцер на дојка и дека наскоро ќе прави операција. 37-годишната пејачка, која има едно дете, ги сподели своите вести со видео. Во описот Џеси вели дека изминативе 2 месеца биле доста добри за неа, но дека сега во овој миг и треба некој да ја гушне. На почетокот од видеото пејачката вели дека се двоумела дали воопшто да ја сподели диагнозата, но истакнува дека би сакала незините фанови да знаат бидејќи од секогаш била отворена личност. Пред да излезе оваа тајна во јавност, да кажам јас, ми беше диагностициран канцер на дојка во ранен стадиум. Го нагласувам зборот ран. Канцерот е ужасен во секој облик, но се држам за зборот ран. Правев тестови целиот овој период. Само сакав да бидам отворена и да споделам. Не ја процесирам диагнозата бидејќи работам многу. Исто така знам колку споделувањето ми помогнало во минатото, кога другите луѓе ми ја давале својата љубов и својата поддршка и исто така нивните искуства. Јас сум отворена книга. Ми се крши срцето што толку луѓе минуваат низ ова, низ слично и полош. Тоа е делот што ме убива. И покрај емотивниот период, пејачката кажува и шега на своја сметка, летоска малку ќе исчезнам за да направам операција и ќе се вратам со големи гради и нова музика. Годинешното 24-то издание на О-фест, на кое ќе настапат музичари и состави од 8 земји, започнува денеска и ќе трае до недела на 8 јуни во Националната опера и балет и Младинскиот културен центар во Скопје. На програмата се 9 концерти и специјална филмска проекција. Високото реноме на артистите ја прави селекцијата на О-фест 2025, една од најквалитетните во изминатиот период, а спектарот на стилови, географското потекло на уметниците и шареноликите музички правци несомнено ќе им приредат несекојдневно и незаборавно концертно искуство на посетителите, истакнуваат организаторите. О-фест на една година пред својот 25-ти јубилеј, додаваат тие, ужива во репутацијата на еден од најпрепознатливите и најпознати фестивали за музика на светот во Европа, статус кој што се должи на исклучително богатата програма низ годините во која се проткајани небројни жанрови, емоции и доживувања. Игор Џамбазов ќе одржи концерт во Охрид на 19 јули во Антички театар од 21 часот, објави продукцијата Fresh Union. Публиката ќе има можност да го слушне најдоброто од Игор Џамбазов. На сцената ќе го придружува неговиот блуз соберец Гуру Харе со својот бенд. Бидејќи концертот е најдоброто од, ќе се снима и ќе биде прикажан на една од домашните телевизии, велат организаторите. Диши длабоко, да си жив и здрав, каква е оваа ситуација, Скопје не Битола, Скопје Сарај Матка и обратно,
И племето и семето, Труба, Време за плачање, Во бестрага се дел од хитовите кои ќе се пеат како и песни од новиот албум Првите 30.